Драги гледачи, во ово издание на емисијата Инфорегион ќе имаме навистина интересна тема за разговор. Наш соговорник е Димитар Ангелковски, еден од организаторите на Аутдор фестивалот во Крушево, кој што е насловен When in Крушево и кој што оваа година одбележува еден мал јубилеј, 5 години од своето постоење. Господин Ангелковски, пред се добре дојдовте во ваше прво гостување во емисијата Инфорегион. Добар ден и благодарам за оваа прилика што ми ја укажавте да го представиме нашиот фестивал и на вашиот медиум. Како што кажав, оваа година одбележувате 5 години од постоење на фестивалот When in Крушево, кој што за овој период навистина докажа дека може и ние да имаме еден фестивал, па без мала скромност, од европски калибар. Така, токму така, оваа година имаме баш мал јубилеј 5 години од When in Крушево. На наше задоволство, нормално се враќаме во таа нормала која што сите очекувавме. Ќе го вратиме, мислам дека стариот сјај на When in Крушево кој што го имавме на претходните изданија, каде што ќе имаме нормални концертни вечери после толку време и баш така како што кажавте, имаме и некој европски карактер на овој фестивал, можеби и светски, бидејќи за прв пат во Крушево изминатите години ги донесовме едни Inner Circle кои што се едни од Греми наградуваните групи во целиот свет. Оваа година кога започнува фестивалот и што е предвидено да се случува на него? Оваа година фестивалот започнува 6 до 8 август. Најчесто нашиот фестивал се одржува крај на јуни, но бидејќи моменталната ситуација беше таква каква што беше, до последен момент не знаевме дали ќе бидат дозволени концертните вечери, го одложивме за 6 до 8 август. Мислам дека ќе ги имаме сите активности кои што и претходните години ги имавме, со оглед на, повторно ќе кажам, на моменталната ситуација како ќе се одвива. До овој момент предвидени се низа настани, како што ги имавме и претходните изданија пред 2 години. Најнапред имаме пристигнување на гостите на When in Крушево на 6 август. Сите оние кои што веќе ќе си имаат пријавено, доаѓаат во Крушево, во Параглайдинг инфоцентарот, си ги подигнуваат пакетите и се сместуваат во камп зоната која што и оваа година ќе ни биде организирана на Крушевското езеро. Оние кои што не се толкави авантуристи, може да се сместат во сите приватни сместувачки капацитети кои што нашиот град ги нуди, а исто така и се објавени на нашата веб страна www.winnincrushevo.mk за нормално подобро да најдат подобар избор за приватен смештај. Штом стигнат, значи штом ги подигнат пакетите, учесниците, вечерта веќе започнуваме со концертните вечери. На 6 и 8 во 22:30 часот ги имаме нашите The Hounds, познатата прилепска рок група која што ќе настапи повторно на When in Крушево како изминатите години, а вечерта го имаме DJ Бабура Junior за нормално една техно журка која што ќе можат да уживаат сите посетители на Крушево. Веќе утрината започнуваме со спортските активности. Утрото во 15 до 8 пред манастирот Свето Преображение се тргнува големата планинарска тура, која што оваа година ќе биде доста интересна. Се започнува од, како што кажав, манастирот Свето Преображение, се стигнува до највисоката точка Мусица на 1800 метри надморска височина, а потоа се продолжува до местноста Крстови, каде што има еден неверојатно убав поглед и сите оние авантуристи ќе можат да уживаат во убавините на Крушево, крушевската природа и околните села кои што можам да ве убедам дека нема да зажалат доколку ја посетат оваа тура. Колку километри таа тура? Таа тура е 16 километри вкупно, 8 во еден правец, 8 во навраќање и можам да кажам дека е средна тура, не е тешка, со елевација од околу 400 метри искачување, така што сите оние кои што си имаат искачено на некој врв, не мора да се професионалци, мислам дека можат да учествуваат и се чувствуваат физички спремни, можат да учествуваат на оваа тура. А веќе потоа утрината ни започнуваат
малата планинарска тура која што секоја година е најпосетувана, на истата може да учествуваат од најмали до најстари, бидејќи е таа рекреативна, лесна, околу 8 километри, се тргнува пред спомен куќата Тоше Проески, се стига до местноста Слива, најчесто целиот пат е низ шумски дел, низ сенки, има и малку низ отворен дел, но мислам дека е преубава планинарска мала тура, а потоа се стигнува до местноста Станич, каде што оваа година за прв пат сите учесници ќе можат да учествуваат, оние кои што сакаат, во адреналинските спортски активности кои што ги нуди ресторан Алто во склоп на Панорама Хотел енд Спа, каде што има, верувајте, многу интересни изненадувања. Сите оние кои што ќе учествуваат нормално ќе можат да уживаат и да ги пробаат тие адреналински активности. Тоа е новиот изграден адреналински парк што се наоѓа на терените на Станич, да им појасниме на гледачите. Да. И има навистина интересни содржини. Има навистина интересни содржини, тука можат и да одморат, тука можат ќе има и можат да доручкуваат, да јадат, исто така можат да ги користат и сите тие активности кои што ги нуди хотелот. А утрината исто така имаме и две велосипедски тури, традиционално, мала и голема, кои што ќе се одвиват низ крушевската природа. Малата велосипедска тура е околу 20 на километри, а големата е околу 30. Мислам дека сите оние велосипедски авантуристи кои што се двоумат каде да го поминат викендот, не треба да седат во исчекување и да дојдат во Крушево да го посетат и овој дел, да ги видат крушевските убавини од еден поинаков агол. Штом завршат овие тури, нормално имаме целодневни активности традиционално како секоја година. Летањето со параглајдер е едно од најпобаруваните активности од сите наши учесници. Имаме кајак на Крушевското езеро, нормално ќе имаме и јавање со коњи низ крушевската природа и спремаме и дополнителни изненадувања за сите учесници кои што ќе стигнат во Крушево. Ова година за прв пат ќе посветиме и малку повеќе внимание за најмалите, за децата. Сакаме да организираме една мала трка околу Крушевското езеро, која што ќе биде од должина од 1 километар. И сите оние деца кои што сакаат да учествуваат на оваа трка не треба да се пријавуваат, не треба ништо, само треба да дојдат на Крушевското езеро во сабота. Точниот термин ќе го утврдиме и ќе го објавиме на нашата веб страна кога ќе се одржи таа трка. Кои се новините што оваа година ќе ги понуди фестивалот? Новините оваа година кои што фестивалот ќе ги понуди, како што кажав, се оваа трка за најмладите. Спремаме нормално и дополнителни изненадувања за сите учесници кои што ќе стигнат. Дополнително оваа година за прв пат ќе можат да го посетат и адреналинскиот парк, кој, верувајте, е една од најновите убави активности кои што ги нуди Крушево во текот на целата година. И нормално ќе оставиме на времето да ги изненадиме сите учесници со некои дополнителни активности кои што ги имаме замислено, а се уште ги немаме објавено. Оваа година имате и одредена соработка со ОК Златорф од Прилеп. Така. Тоа сакав да го напоменам, штом завршат овие активности кои што се случуваат во текот на целиот ден, предвидена е и една трейл трка во соработка со ОК Златоврв од Прилеп, кој што оваа година за прв пат ќе организираат во Крушево еден таков тип на трейл трка со 3 видови на трки кои што ќе бидат со различна километража, и доколку некој од учесниците реши да оди на сите тие 3 трки, ќе исполни вкупно 42 километража за еден маратон. Тоа е навистина интересна активност која што за прв пат, како што кажав, се случува во Крушево во соработка со Златоврв, и нормално сите оние заинтересирани кои што сакаат да ја посетат и да учествуваат на оваа трка
можат да ја посетат нивната веб страна zlatovrf.com.mk, каде што ги имаат сите потребни информации околу самата трейл трка. Спомнате дека овој фестивал трае 3 дена. Започнува со музички дел, но и завршува со музички дел. Освен The Hounds и DJ Бабура, кои други учесници, односно музичари ќе може да ги видат посетителите на овој фестивал? Така, значи оваа година не завршува со музички дел, бидејќи недела ни е крајот на фестивалот, меѓутоа продолжува веќе во сабота вечер повторно со музички дел за наше задоволство и покрај сите напори кои што ние се трудевме овој фестивал да го задржи високото ниво, нормално благодарност и на НКС 10 дена кои што ова година не го поддржаа нашиот настан и застана позади Winning Крушево. Ќе имаме една спектакуларна вечер според мене за сабота вечер, бидејќи имаме едни од најдобрите изведувачи во нашата држава, а тоа во 22:30 часот ќе биде камерниот оркестар од Битола, Рок Симфони, кој што заедно со Дани Димитровска и уште неколку солисти ќе представат еден музички спектакл на сите оние кои што ќе присуствуваат на тие концертни вечери. А вечерта исто така на наше огромно задоволство ќе биде во 12:30 часот после полноќ еден од најдобрите диџеи во Македонија, диџеј Галоски, кој што повторно ќе ја забавува публиката кои што сакаат да слушаат една таква техно журка која што ќе трае до раните утрински часови. Каде ќе случуваат овие концерти? Овие концерти ќе се случуваат ова година изменето на платото Гумења. Со оглед на моменталната ситуација нема да го задржиме нашето постојано место каде што се случува предходните концерти, бидејќи има посебни протоколи и ова година одлучивме да се случуваат на платото Гумења пред спомен куќата Тоше Проевски со оглед на тоа што ќе има поголем простор за социјална дистанца и почитување на предвидените мерки кои што релевантните институции ги имаат предвидено за и сите протоколи за одвивање на вакви настани. Сите они што сакаат да бидат дел од овој фестивал, каде и како може да се пријават и колку чини котизацијата за него? Така, пријавувањето на настанот може секој учесник да го направи на нашата веб страна winningkrushevo.mk, каде што ги имаат сите потребни информации околу самата пријава, на кои активности сакаат да учествуваат и кои делови сакаат да ги користат, а дополнително карти може да се купат од продажната мрежа на МК Tickets. Ова година билетите коштаат 500 денари, а има една можност 4+1 гратис. Со самиот билет сите учесници добиваат една уникатна маичка со дизајн на еден од најдобрите дизајнери Дамичо од Битола. Тоа веќе го имаме и објавено на нашата Facebook страна. Исто така добиваат пакет производи од сите наши спонзори поддржувачи и дополнително со тој билет од 500 денари можат да добијат околу 50% на сите активности кои што сакаат да учествуваат. Летање со параглайдер, јавање на коњи, кајаци, исто така во адреналинскиот парк ќе имаат соодветен потпуст, нормално користење на културните знаменитости кои што Крушево ги нуди, ние никогаш не ги заоставуваме. А и дополнително можат да присуствуваат на сите концертни вечери кои што ќе ги имаме во Крушево. Мислам дека со тој символичен износ секој учесник добива доста за тие 3 дена уживање на Winning Крушево. Како што претходно спомнавме, сите се надеваме дека конечно пандемијата е во својот залез. Колку очекувате оваа година да дојдат присутни гости на овој фестивал? Па, со оглед на тоа што имавме навистина тешка година, без социјално дружење и без забави и журки, мислам дека оваа година, иако веќе не е крај на пандемијата, но со оглед на тоа што веќе е сето тоа стишено колку толку, мислам дека ќе имаме масовно присуство на Winning Крушево, особено на планинарските, велосипедските тури и на вечерните забави, бидејќи сето тоа ќе биде
доста безбедно, секој може да користи социјална дистанца, а да ужива во природата, во убавините на Крушево и нормално да се забавува на концертните вечери. Како што кажаме, ова година одбележувате еден мал јубилеј од своето постоење, 5 години. Како се роди целата оваа идеја за When in Крушево? И зошто и како го доби името овој фестивал When in Крушево и зошто? Така. Идејата за When in Крушево настана од платформата When in X, која што беше предвидена за одржување на настани низ целата држава. When in X значи X, некоја X место во државата. Така првично дојде и нашата идеја да направиме нешто за нашиот град, за Крушево, и така го доби името When in Крушево. Идејата е од неколку другари, ентузијасти, влюбеници на Крушево, кои што навистина реално искрено го сакаат Крушево, сакаат да направат нешто за градот и да ги представат сите културни знаменитости, сите убавини кои што нашиот град ги нуди, можности, да ги видат од еден поинаков агол, бидејќи нормално кога доаѓате во Крушево, градот го гледате од некоја друга дистанца. Со самата понуда која што When in Крушево ја нуди, мислам дека можат да ги видат сите можни убавини кои нашиот град ги нуди. Фактички тоа е и самата идеја за When in Крушево, а овај јубилеј ни е за нас навистина битен. 5 години одржување на When in Крушево, до сега имаме одржано вкупно 7 изданија, ова ќе биде петтолетно издание и 2 зимски изданија претходно. Да, тоа сакав да ве прашам, дека освен ова летно издание, фестивалот се одржува и во зима, затоа што Крушево навистина има што да понуди во сите 4 сезони во текот на годината. Така, првичната идеја беше да ние направиме еден скромен фестивал летен, но како поминуваше времето, интересот се повеќе и повеќе се зголемуваше за овој настан и затоа решивме да ги понудиме и другата зимската страна на Крушево, која е навистина прекрасна, и така се роди идејата да одржиме и When in Крушево Winter is Here, така се вика зимскиот фестивал, кој до сега имаше навистина 2 прекрасни и успешни изданија. Со оглед на ситуацијата само претходната година не направивме зимско издание, но верувајте дека сите оние заинтересирани кои што би сакале да го посетат When in Крушево во зима, ќе имат што да видат и ќе имат што да посетат за време на зимските денови. Дали сте задоволни од она што досега го постигнавте како организатори за овие 5 години постоење на фестивалот? Реално овие години навистина постигнавме доста, со оглед на тоа што започнавме доста скромно. Можам да кажам дека првата година бината ни беше импровизирана од фудбалски стативи направена, така што, како што напоменав, до сега ги донесовме еден Игор Џамбазов, Фолтин, Галовски, Греми наградуваните, Inner Circle, кој што има светска турнија и за прв пат ја посетија Македонија и Крушево. Така што навистина не е лесно, не беше лесно се тоа да се одржи до сега, со оглед на тоа што сите имаме работни места и ова што го правиме со многу емоции и љубов за нашиот град. Мислам дека во иднина можеме When in Крушево да го подигнеме на многу повисоко ниво од досега. Нашите амбиции секогаш се големи и високи и мислам дека со поддршка нормално на сите институции, сите општината, нормално сите учесници, граѓаните на нашиот град, сите заеднички можеме да го подигнеме When in Крушево на едно многу повисоко ниво. Каде ве се гледате себе си во иднина? Во иднина When in Крушево јас го гледам на, како што кажав, едно високо ниво, со посетители не само од Македонија, туку и од странство, но мојата идеја е да When in Крушево поттикне и многу други крушевчани, нормално и граѓани на целата држава, кои што заеднички ќе прават некои слични вакви настани, ќе ја збогатат програмата, културата само иницијативно на нашата држава и нема да оставиме секогаш политиката да го креира и да ја креира иднината на нашата држава. Туку само иницијативно сите ние заедно да придонесеме да направиме нешто добро за нашата држава. Ангел, ви благодарам за овој разговор и за ова ваше гостување во Инфорегион. Јас ви благодарам на поканата и за одвоеното време.
Драги гледачи, како што слушнавте, без исклучок на 6, 7 и 8 август мора да бидете во Крушево и да видите навистина еден прекрасен и интересен фестивал во Енин Крушево. Се гледаме во наредното издание.